Како мајка на момче кое што е аутистично, а сега веќе има 30 години, што можеш да кажеш од оваа дистанца на 3 децени наназад? Како е да си родител на такво детенце? Па гледајќи наназад, многу е тешко да бидеш родител на дете со аутизам, и не само на дете со аутизам, со било каква попреченост, поготово со условите и во менталитетот во кој што живееме ние. Значи, многу е тешко, во прв момент не знаете ниту што да правите, ниту има кој да ве посочи што ќе биде, ниту има кој да ви каже како ќе биде, како ќе се развива детето. И сега, тука е улогата на родителот, покрај тоа што немате многу информации и помош од институциите, вие како родител мора сами да се вложите, да наоѓате разни информации од светски искуства, да примените одредени работи на своите деца, за да може детето да напредува. Мојот син беше со тешка форма на аутизам, сега е веќе 30 години и има, како да кажам, еден куп медали и награди, и тоа во повеќе области, во спортот, во цртањето, многу добро рецитира, учествуваше во разни театерски представи, перфектно зборува англиски јазик, македонскиот јазик не му е доволно формиран, меѓутоа англискиот му е перфектен, поради што многу невладени организации од Велес и од Скопје го вклучуваат во проекти кои што се организираат во странски држави, например има одено во Литванија, во Болоња, има сребрен медал добиено од специјалната олимпијада на Европско првенство во фудбал во Русија, во Санкт Петерсбург се одржуваше, настапуваше на концертот на Нокаут заедно, така веќе во многу сфери знае да биде успешен. Вас се посочуваат од Друштвото за лица со попречености како мајка која што неверојатно вложи во растењето, но и во развојот на дете со аутизам. Што ќе кажете за тоа? Овака, јас многу често знам да кажам дека 15 години од кога се диагностицираше состојбата на аутизам, 15 години од мојот живот не се мој. Значи беа посветени само на Јордан. Многу одрекување од друштва, од одење, бидејќи детето е во специфична состојба, и полека, значи со многу внимание, со многу работа, дојдовме до овој степен каде што сме сега. Сега Јордан веќе е способен и сам да функционира, меѓутоа ние од државата, да кажем, е направено, некои работи се мрднати од мртва точка, меѓутоа тоа не е доволно за да можеме да, како да кажем, да го извлечеме целиот капацитет од овие деца. Може би Јордан, ако живеел во некои други европски земји, може би ќе завршил и универзитет, како што и самиот сака да каже дека сака да оди на факултетот за информатички науки. Значи, меѓутоа, да не заборавиме, значи ние како родители од државата треба да бараме да ни обезбедат парични средства, да ни обезбедат соодветни центри каде што ќе бидат вклучени децата, бидејќи после завршувањето на образованието, децата буквално се оставени дома, значи немаат многу активности. И сето тоа што со години се постигнувало, може да дојдете во ситуација децата и да го заборават. Меѓутоа, треба да бараме од државата такви услови. Меѓутоа, да не заборавиме. Најважната улога во сето ова е улогата на родителите. Значи, ние како родители да не заборавиме дека сме родители и дека работењето со децата не е дефектолог и логопед да работи 1 час или 2 часа во неделата, или детето да биде згрижено во дневен центар, каде што, нели, со сета посветеност према неговата диагноза да му се даде, како да кажам, соодветна обука. Да не заборавиме дека улогата на родителите е 24 часа во денот. Кога сите заедно, родителите и институциите, ќе работиме заедно на овие деца, верувам дека успесите кај многу деца ќе бидат далеку поголеми од колку ова што ние досега го имаме постигнато. Смеам ли на крајот да прашам колку тоа за вас беше посветеност со оглед на тоа што за жал таткото на Јордан е одамна починат, да. А вие сте самохрана мајка. Да. Па тешко е тогаш, значи улогата на двајцата родители треба да ја преземе едниот родител.
Плюс Јордан има и постар брат кој што требаше да оди да студира. Двете деца, кога сопругот ми почина, двете деца беа малолетни, па требаше и пубертетот да го поминеме со нив, и тоа е многу тежок период, меѓутоа родителот мора да биде издржлив. Јас пак уште еднаш ќе напоменам, не можеме да очекуваме министрите, премиерот или председателот да бидат родители на децата. Точно е дека тие треба многу да направат за вие лица, меѓутоа улогата на родител никој не смее да ја заборави. И на крајот на краиштата улогата на родителот секогаш е да се жртвува за своите деца.